Благодарам, почитувана подпредседателке, почитувана заменик министар за правда. Иако читајќи го насловот на законот, очекував денеска да се појави премиерот Груевски, бидејќи тој е експерт за странски филм и да ни го пренесе овде искуството од средбата со Анџелина Джоли, да ни раскажи како и што планираат да снимаат овдека. Тој како познат глумец и актер, во која улога ќе се најде. Инаку, за жал, пратениците од парламентарното мнозинство кажа дека со овој закон нити ќе се воведе цензура, нити ќе започне медиумскиот мрак во Македонија. Всушност е една неточна теза, бидејќи во Македонија е започната цензурата и е започнат медиумскиот мрак. И ова е една класична злоупотреба на власта, манипулира со закон со кој што се дополнително рушат правата во медиумската сфера во Република Македонија. Она што е вообичаена пракса, пратениците од парламентарното мнозинство не го имат прочитано законот, а дискутираат политички, манипулирајќи граѓаните во Република Македонија. Ова е законот од 74-та на која што се повикувате, кој има 73 точки, ова членови. 73 членови. Овде Министерството за правда препишало од истиот овој закон 30. Во овој закон, кој што е од бившата Југославија, има полиберални членови отколку во овој закон што ни го предлага владата на ВМРО, ДПМН и ДУИ. Во овој закон од 74 година нема забрана за правење на анкети на странските дописништва. Нема забрана. Во законот во Република Македонија на ВМРО, ДПМН и ДУИ има. И сега, кога Топ Чанел ќе дојде и ќе сака да испита ситуацијата на немашти и мизерија во Липково и ќе објави дека граѓаните живеат сиромашно и мизерно, вие ќе ги затворите? Бидејќи правеле анкета? Овој закон е уште еден удар на медиумите во Република Македонија. Со законот од 74 година, за тоа спомени колешката Бендевска, дописништвата им се продолжуваја на 2 години, без ограничувања, овде 2+1. Или преведено, ќе дојде CNN, ќе му дајте дозвола 2 години, после не му продолжувате. Зошто? Затоа што им дадовте милиони евра, тие пак викаат дека Македонија е Дизниленд. Односно, дека лавира помеѓу национализмот и будалштината. Цитат на CNN. Платен од парите сите наши, на граѓаните во Република Македонија. Второ, ја мислев анкетата да не ја споменувам, бидејќи мислев дека тоа одма ќе се повлечи од страна на Министерството за правда. Денеска заменикот министер за правда е потврди дека упорно инсистираат тој член да стои. Па за каква сериозна телевизиска куќа ќе зборуваме, која што ќе направи репортажа во Македонија како? Врз база на рекламите што Република ги прави секојдневно за 500.000 евра? Не. Тие работат независно. Тие работат согласно законите кои што постојат, пишани, непишани, на добра етичка пракса во новинарството. Вие забранувате или, како што пишувате, ќе издавате дозвола на странски медиуми кои што излегуваат на македонски јазик и кирилско писмо. Некој формира портал или може тоа да се однесува за Гласот на Америка, Deutsche Welle, BBC на македонски јазик, Сукина. Вие нив ќе ги контролирате? Или имате портал на кирилица што излегува од диаспората, еве колегата Павле Саздов кој што своите етички вредности ќе ги промовира на тој портал. Како мислите да ги забраните тие? Како мислите да ги контролирате? IP адресите како во Кина ќе ги затварате? Ќе ги контролирате? Па IP адресите, интернет протокол адресите во овој момент се забрануваат во Кина, се забрануваа во Либија и во Египет, ама се среди тоа. Значи Македонија после Кина ќе биде прва земја во Европа со што ќе ги контролира интернет протокол адресите, бидејќи порталот што излегува на кирилица во друга земја нема дозвола
од министерот за надворешни работи, кој што повеќе во странство отколку што е дома, али тоа му е работа, тука се сложува. И затоа денеска имаме закон кој што е порестриктивен од законот од 74 година, препишани се само делови од тој закон и се воведуваат забрани не само за телевизии, за вестници, туку и за други електронски изданија. Пред се реков, зборувам за порталите кои што екзистираат насекаде во светот. Па зошто од толку граѓани што ги протеравте заради мизеријата и сиромаштијата од Република Македонија, да некој не може на портал на кирилица да се промовира во друга европска земја или во светска земја? Зошто граѓаните во Канада да не знаат за каква некултура станува зборот нивниот човек што го избрале со 100 гласа? Зошто да не разберат граѓаните во Италија дека нивниот пратеник предложи закон што не помина во собранието? Зошто да ги забранувате тие работи? Не треба да знаат граѓаните, роднините на албанците кои живеат во Липково дека мора да додат во азил, дека државата денар не вложила во тој регион? Зошто? Значи, самите ние си работиме против нашиот идентитет. Нашиот амбасадор во Америка на преговори зборува српски, гледаме по изјавите, нели? На лош српски. Имав еден авиопревозник кој што со македонско знаме свикаше македонски авиотранспорт, го затворивте, па сега друг ќе направите редовен авиопревозник. Значи, милион идентитети македонски уништивте. Сега ова ви е последно. Кирилското писмо, кое ќе се појави на портал во било каде во светот, вие сакате да го контролирате заради содржината, не ради дизајнот. Па тоа го немаше во овој законот од 74-та во бивша Југославија, што го донело собранието председател, тука читам бил починатиот председател Глигоров. Мислам, не можам да разберам зошто имате потреба да се пресметувате со сите во светот. Се пресметавте во Македонија, завршивте работа, а и сега ќе го прошириме кругот. Па мислите дека Вашингтон Пост ќе го смени мислењето дека Груевски е диктатор? Мислите дека економист ќе избрише статијата дека Македонија е најмизерна земја во светот? Не, тие не работат под диктат. Најдобар пример ви е CNN. Плативте милиони евра да дојдат за реклама, да се промовирате, наводно. Тие ви рекоја национализам или будалаштина, кога видео што се случува на плоштадот во Скопје. И сега вие ќе му одземете дописништвото ако се решат да дојдат овде на CNN. Мислам дека она што е во Македонија, она што ме научи овие 10 години кога сум во парламентот, а и предходно, е тоа дека ВМРО-ДПМН ништо не прави случајно. И овој закон што постои од 74 година, не случајно сега се менува, бидејќи наменски се менува. Значи, ниједна работа не ја направила случајно, ја прави по потреба. Или некој бизнисмен да заштитите, или нешто друго да покриете. Овој пат имате проблем со регистрацијата на Ал Джазира за да известува од Македонија. И не е заради друго смислен овој закон, само заради тоа. Успут, ако ви смета некој од овие медиуми кои што ги спомнаа колегите од опозицијата од албанските политички партии, успут и тоа да го тргнете. Ама ова, намената на овој закон ви овој. И да не зборуваме, и јас ќе ги замолам сите кои што се борат за слободата на медиумите, да не го поддржиме овој закон. Овој закон не може да се промени нити со милион амандмани, бидејќи нема добрата волја од владата. Да не ги ограничуваме правото на филм, може би стварно премиерот ќе сними филм Мистер и Мисис Смит со Анджелина Джоли втор дел, да не му го ограничувате тоа право. И ако сака колешката Сузана Салиу да ни поклони на секој член од СДСМ по една книга, да има право да внеси повеќе од 5 примерока, а не да ја уапсите на граница. Благодарам.